Денеска почнува Великденскиот пост, кој што е еден од најважните пости во христијанската религија. Постот завршува токму со најголемиот празник, а тоа е Христовото воскреснување. Токму овој пост е еден од најдолгите, но и најстрогите пости за православните христијани. Токму на Великден завршува постот, односно почнува денеска, а трае во следните 48 денови. За тоа, какво е значењето на Великденскиот пост, што треба да се прави за време на постот, од што треба да се лишат православните христијани, ова утро од соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје ќе разговарам со отец Горан. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро на гледачите на Алфа телевизија. Како што спомнавте и во најавата, значи православните христијани не треба да се лишат од ништо, меѓутоа треба да се воздржуваат, бидејќи постот представува всушност тоа воздржување. Значи самата етимологија на зборот кој што го сретнуваме значи воздржување. Пример за овој пост ни е 40-дневниот пост на Спасителот наш Господ Исус Христос, кој што е опишан во Светото Евангелие. И како тој пример православните христијани го земаат начинот на воздржување како средство за да се ослободат не само од оние телесни страсти, туку да се ослободат и сите од оние да речам духовни искушенија кои што ги сретнуваат во текот на животот, за да можат радосно да влезат во празнувањето на Воскресението Христово, бидејќи сепак со овој пост започнува и циклусот на постови во православната црква, како што на истиот начин сите пак празници во православната црква се излеваат и се влеваат во празникот на Воскресението Христово. Да, ова е најдолгиот и најголемиот пост од сите 4 поста. Почнува денеска. Што поточно се прави на почетокот на првиот ден од постот? Па овој пост, например, понеделникот се нарекува чист понеделник од почетокот на Великиот пост. Сега има правило за воздржување од храна. Правилото е дека постот од понеделник и петок се пости на вода, односно подразбира воздржување од месо, месни производи, млеко, млечни производи, јајца и риба, значи растителна храна, а саботите и неделата се пости на масло, додека рибата е дозволена да се јаде само на празникот Благовец и Цветници. Сега секако она што е најважно е дека секој треба најпрво пред да почне да пости да го измери своите телесни сили и секако и своите духовни сили да помине во црквата на исповед и секако со свештеникот, парохискиот свештеник во најблиската црква, да се едноставно да се разговари и да се договорат за начинот на постот, бидејќи на секого не може да му се наметне еднообразен пост како што се во правилата, бидејќи сите луѓе ние сме различни, секој пристапува во верата на различен начин и има различен опит, меѓутоа сепак да се придржува до оние норми кои што значат телесен пост и секако она што значи духовен пост, а тоа е секако воздржувањето од лошите помисли и молитвословењето, односно извршувањето на молитвеното правило и учеството во литургијата, причествувањето со телото и крвта Христови, затоа што и суштината на постот кој што представува, да речам, едно придружно средство во она што значи цел, а тоа е учеството во литургијата и причествувањето, да се направи со благослов на свештеникот и секако согласно она што може еден православен верник да го направи. Значи не сите можат да постат на вода толку време, не сите можат да се воздржуваат од риба, меѓутоа сето тоа може да се договори во текот на исповетта. Важно е луѓето да имаат желба, значи да се вклучат во постот, да го осознаат како еден вид на духовна борба и на вистина она што значи што не води во самата смисла на воскресението, дека на овој начин ги продуховуваме и нашите тела преку воздржувањето.
Да, постот трае 7 недели или точно 48 дена. Што поточно се прави во текот на секоја недела? Текот на секоја недела има постојано, значи, великопостни богослужби, значи од утревните часови, секако во попладневните часови, во среда и петок има литургија на претходно осветените дарови. Во манастирите и тие што имаат благослов во првите 3 дена од постот тримерат, значи секако се воздржуваат во тие 3 дена од целосно јадење и пиење. И секако целта е да се причестат во средата на литургијата на претходно осветените дарови, понатаму да продолжат со постот. Значи, овој пост во текот на сите 40 дена го одбележуваат литургијата на предосветените дарови во среда и петок. Секако неделите кои што си имаат свое значење во историјата на црквата и секако во спасителното дело на нашиот Господ Исус Христос, посветен е на секој поголем настан што се случил во црквата, како што е првата недела од постот, недела на православието или победата над иконоборството, втората недела, неделата на Свети Григори Палама или зацврстувањето на преданието на црквата како исихастичко предание, стекнувањето на благодата на Светиот Дух преку непрестајната молитва, крстопоклоната недела на средина од постот, каде што влегуваме и учествуваме во страдањата Христови, понатаму неделата на Свети Јован Лествичник, она скалило на духовниот живот кој што го искачуваме низ овој пост, неделата на Света Марија Египетска, секако како пример на една од многуте преподобни жени во православната црква, како пример на воздржување и секако понатаму цветници, влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, страдалната седмица цела и очекувањето на радосниот празник Воскресение Христово. Оно што често ги збунува верниците и често го поставуваат тоа прашање е кога подобро да се причести, дали во почетокот на постот или во крајот на постот. Значи, причестувањето не е награда за некој наш труд, значи за некој одреден пост, особено не награда за оној пост кој што самите себе сме си го определиле во трајање од 1 или 2 седмици пред или пред отпочнувањето, например, на кој ќе отпочне постот и пред завршувањето на постот. Туку постот треба да биде онака како што ќе го благослови свештеникот, значи да се дојде на исповед, на духовен разговор и на тој начин да се утврди правилото на постот, бидејќи постот сам по себе не завршува како еден свој вид на награда за причестувањето, туку причестувањето е учество во самиот живот на црквата, бидејќи преку причестувањето, преку телото и крвта Христови го примаме Христос во нашиот живот. Така да сами на себе не е добро да се определуваме било што, туку ќе треба сепак да дојдеме во најблискиот православен храм со нашиот парохиски свештеник да поразговараме за постот, за начинот на причестување, за начинот на молитвеното правило, за читањето од Светото писмо и така натаму. Отец Горан, ви благодарам за одвоеното време и еве нека се за многу години великденските празници кои што ни престојат по завршувањето на великденскиот пост. Амин, нека се лесни и богоугодни постите, нека е се во слава на Бога. Уште многу работи можеби пропуштивме да ги одговориме, меѓутоа сепак како што напоменав, најважно е да се направи тој прв чекор, да се има таа непосредна средба со свештениците во храмот и на тој начин да ги црпат верниците информациите најдобро. Благодарам уште еднаш. Секако од денеска споменавме почнуваат великденските пости, кои што се едни од најдолгите, но и најстрогите пости од сите 4 големи пости кои што ги има во православието. Така што ние ве поздравуваме ова утро од соборниот храм Свети Климент Охридски. Останете и понатаму со нашата програма.